Драги приятели, сега со постарата керка Сара договориме се да пробаме да направиме пица наполитана, ама да се вика, како да се вика, убавата македонка. Македонска пица да направим. И сега, за да биде македонска пица, ние измислиме доле да ставиме ајварче или лутица по штипски или лутеница, како и да ја викат. И да видиме на крај како тоа ќе иде. И сега ние размислуваме, вода ми иде на уста. И ние размислуваме со шо би било ајварче. Значи ајварче оде со сиренце наубаво. Значи ваа пица покрај класичната моцарела ќе иде и сиренце. Значи ајварчето го користиме како песто. Овие црвени пиперчиња баш потсекат на Македонија. Сега тај вкус ќе го збогатиме прво со моцарела дехидрирана. Дехидрирана. Да. Значи не свежа, туку дехидрирана моцарела. Така нека има за проба, да не биде вкусно. Второ сиренце. Сега сиренце ќе сецнеме малкучко. Вака. И наубаво јас со моите рачиња да го издробам во тука. О. Супер, само се замијам, извини. Значи ставаме сиренце. А по моја желба би требало у секоја македонска куќа да има и малку сладинка. Да го измешаме тоа со некоја убаво пушена сладинка од нашо асортиман за бейкон пици, така ли беше рекат? И секако не би била македонска ако не ставаме и малку кубаска. Така ли бе, Керче? Дека ми побавото носче за кубаски. Ще го дигаме одма. Овие слайсови ки сецкаме малку косо, за да бидат ем по-големки, ем по-лични. Парченца. Така че. И сега измеѓу сладинките ќе наредиме и од оваа прекрасна кубаска. И на крај секако, кога ќе биде готово, искрено ќе ви кажеме за вкусот. Сега пица не би била пица ако малку не додадеме оригано и малку сув босилок. Тоа, али македонска пица без пиперче, што би рекле нашите штипјани, без другарче не бива. Може треба се наостре малку. Да не ја претеруваме, пошто долу има црвенки пиперчиња. И ва горда македонка скоро е готова. Сега од додатоци да ставиме малку и кашкавалче
Обично чисто да зашаранее одозгоре, да се разтопе връз. Я мислам, знаеш што ми доде на идеја? Одозгоре само би требало и црвена пеперка. За да ги има сите бои на Македонија. Сега македонка пицата или убавата македонка ќе иде на печење. Вау! Па, драги пријатели, ќе ви го покажеме финалниот производ како ќе излезе на крај. Ајде. Се гледаме за минута и пол. Океј. Поминаа некој колку минута има. Ја мислам да ја провериме, пошто е добро загреана печката. Вау, она е више готова. Вау, како крчка, а? Да. По. Пријатели, мислам дека во ќе биде еден прекрасен македонски вкус. 1, 3, 2, 1, готово! Вау! Пуф. Снима е пицата, ја да ја украсам само. Секако со малку рукола или свеж босилок одозгоре. Значи на вас останува, сега кога ќе закачаме на интернет, да изгласате посебно Штипјани, дали да ја ставаме во мени. Мене ми изгледа доста примамливо. Феноменален примерук на тесто, добро испечена. Одоздоле исто леопардче. Значи и мека и крцка. Надевам се дека не може да сгрешиме со продуктите што историја. Тато сака да ве поздраве. Имате убав ден. Ние сме тука секогаш за вас. Трудиме се да бидеме секогаш подобри. Ако некогаш нешто сгрешиме, не ни се лутите на прва. Дајте ни уште една шанса. Убав ден. Ве поздравувам. Поздрав! Значи, другари, секако јас си сакам и Павлака. Прво да ви се пофалам со тестото. Ово е фантазија тесто, ја од оваа страна. Не можам да ја подигнам колку е пуно. И сега, по италијански начин, нема шанси. Ќе мора ношче. Да си макнам прво. Ма нема грешка. Мислам дека боле што ставиме лутица. Значи кубоската, кој вкус го дава? Сочно, убаво, има мирис на пушенко, пеперчиња, едноставно фантастичен вкус. Бидете живи и здрави, храните се квалитетно, секојаш од кај тато, а можете и на други места секако, али од кај тато ќе го добиете најдобри вкус. Поздрав, имате убав ден. Вау! Фантазија.